Почитувани, добре дојдовте во уште едно ново отворено студио на телевизија Нова. Првата тема од двете предвидени за вечерова е шах. Неодамна беше завршена 42-та шаховска олимпијада во Баку, а тоа беше провокација повеќе да имаме гости на оваа тема. Значи вечерва наши гости се Моника Стојковска, следен женски интернационален мајстор, очекуваме таква титула, потоа председателот на Шаховската федерација Благоја Богоевски. Добро вечер. И Маријан Митков, селектор на машката репрезентација. Добре дојдовте сите во телевизија Нова. Ако не се лажам, речиси сите сте за прв пат, освен Маријан. Да. Шаховската олимпијада во Баку донесе резултати за нашата репрезентација, која ги очекуваше практично, бидејќи настапивме со еден и тоа како подмладен состав во двете селекции. Ки дадам предност на Моника, четврта олимпијада беше за тебе. Дали се ова очекувани резултати? Па, како поединачен резултат, да, бидејќи тоа ми беше и целта, всушност, пред почетокот на олимпијадата, доколку успеам да земам норма за женски интернационален мајстор, а до некаде и групните резултати се очекувани, бидејќи тимот ни беше подмладен, а и ја подобривме стартната позиција, така што тамака резултатите беа добри и очекувани. Маријан, подмладувањето практично е со една подолгорочна цел во однос на следните олимпијади. Па, ова подмладување на шаховската репрезентација на Македонија дојде како резултат на подолги разговори со управниот одбор, со клубовите што учествуваат во Македонската лига, затоа што на последните неколку олимпијади се осети таа стагнација во резултатите. Знаеме дека македонската шаховска репрезентација постигна стварно одлични резултати на олимпијадите 2000 и 2002 година, меѓутоа веќе на следните олимпијади настапува горе-доле истите играчи и некако последните олимпијади се осети еден замор кај играчите и таа стагнација во резултатите не наведе да пробаме да ја подмладиме репрезентацијата. Нормално не можевме да очекуваме резултат уште на првата олимпијада, меѓутоа двајцата фиде мајстори што учествува на возраст од 16 и 18 години го постигнаа тоа што го очекувавме, одигра релативно добро и репрезентацијата генерално го постигна очекуваниот резултат. Благоја, ова е веројатно стратегија на Шаховската федерација, ова подмладување на почетокот од овој разговор на оваа тема. Предпоставувам дека идејата е да стигнеме до што подобри резултати или најмалку барем да го повториме резултатот од 2000-та година. Секако би било добро да се повторат оние добри резултати од 2000-та и 2002 година, кога бевме во два наврата едно по друго 7 и 8 место на олимпијадите. Навистина беше одличен состав во тој период, но за жал годините поминуваат. Очигледно подмладување треба и мислам дека ова мора биде стратегија и во иднина, да се настојува да се внесат 1 до 2 играчи постојано во тимот, тоа да биде на некој начин предизвик и за новите млади сили, дека еве доколку се покажат, имаат шанса да учествуваат во резултацијата, да играат на една голема олимпијада или на европско надпреварување каде што ќе ги бранат боите на репрезентацијата. Колку сте задоволен од она што беше постигнато во Баку, конкуренцијата секогаш е се посилна и посилна? Во секој случај ние бевме повторно пласирани во првата третина, значи од 180 земји, со вака подмладен состав, тоа е добар резултат. Мислам дека заслужува внимание. Задоволува играта на младите, се покажа дека може се носат и со посилни од себе, да се надеваме дека во иднина ќе подобра својот рейтинг и дека ова ќе биде еден вид причина да напредуваат во шахот во иднина. Маријан, што за вас како селектор покажа оваа олимпијада во однос на резултатите и не само на македонската репрезентација? Прво, мора да се одбележи успехот на американската репрезентација, која што го освои буквално златниот медал, и тоа можеби за некои неочекувано, знаејќи јачината и на руската и посебно на кинеската репрезентација, која што на претходната олимпијада супериорно беше прва. Меѓутоа, со двете со нови сили, буквално американците, со двајцата нови играчи од топ 10,
Каруана и Весли Со и Накамура во составот сосема заслужено ја освоија Олимпијадата. Може да се одбележи дека во голем број на репрезентации младоста преовладуваше. Само американската репрезентација, негде средната возраст е околу 24 години, така да во норвешкиот тим кој што беше пети, може да се забележи дека сите беа буквално млади играчи, млади велемајстори. Така да тој тренд на подмладување стварно беше забележителен. Можам да нагласам дека неколку стварно играчи на 14 и 15 годишна возраст освоија велемајсторски норми на Олимпијадата. Нашите репрезентативци на првите 3 табли, како поискусни играчи, го постигна очекуваниот резултат, може би повеќе очекувавме, меѓутоа горе-долу игра во рамките на своите можности и генерално тој се очекуваше од нив. Младите можеа да постигнат во некои партии подобри резултати, меѓутоа импресионирани беа од самиот настап на Олимпијадата, посебно во првите 4 кола, така да направија некои пропусти. Во последното коло имавме можности да одиграме нерешено со репрезентацијата на Босна. За жал, Никола Николовски не успеа да ја освои цел поен во објективно добиена позиција и така тој пораз на Доста крајот го смени статусот на нашата репрезентација на табелата, конечно. Па 15 на места значеше тоа реми. Буквално едно реми во последното коло, последната партија, значеше 15 места погоре или подоле на табелата на крајот. Моника, рековме четврта Олимпијада, тоа е веќе сериозно искуство. Што тебе ти остави впечаток во Баку во однос на конкуренцијата, во однос на сето оно што се случуваше кај дамите на оваа Олимпијада? Па во женскиот шах доминираат русинките и така и на ова Олимпијада мислам дека го освоија првото место или Кина беше прва. Аха, Кина беше прва, значи тие го освоија третото место. Украина е трета. Русија беше негде подалеку, ако не се лажам. Сум се збунила, да. Значи, на ова Олимпијада во тој случај доминираа кинескињите, кои што всушност во последните години се секогаш на врвот на Олимпијадата. Русинките малце одиграа послабо од очекуваното, па не успеаа да додат до медал, обично секогаш освојуваат медал на Олимпијадите. Меѓутоа, ова Олимпијада исто така беше интересна и поради масовноста. Мислам дека имаше рекорден број на учесници, околу 170 земји во машка конкуренција, отприлика толку и во женска конкуренција. Инаку, во однос на конкуренцијата, мислам дека од Олимпијада во Олимпијада е се потешко и потешко, значи се поголема и поголема конкуренција и тоа се помлади и помлади играчи се постануваат посериозни и успеваат да освојат и медали, и норми и така натаму. Колку е напорно да се издржи целиот тој систем на надпревари, се игра ден за ден, претпоставувам дека тоа исцрпува? Значи, на Олимпијадата се играат 11 кола со само еден ден слободен, еден ден се игра една партија. Меѓутоа, тоа е доста тешко и исцрпувачки, затоа што ние пред почетокот на партијата се спремаме за противникот саат до 2 сати, потоа самата партија играме 5 до 6 сати и после партијата плюс ги анализираме партиите уште саат 2, така што ние всушност во текот на целиот ден имаме ангажман околу шахот и околу партиите, така што е доста тешко да се издржи, плюс тежината на партиите е исто така голема, затоа што сепак е Олимпијада и сите се спремаат, сите работат токму за тој надпревар. Тешко е да се игра, затоа всушност имаме и резерва, па некое коло да можеме да одмориме, да се смениме, да влезе резервата во игра, затоа што сите 11 партии да се играат е навистина тешко и исцрпувачки. Благоја, федерацијата е практично сервис на играчите. Не е во баш најповолна позиција, имате доста проблеми натре во федерацијата, зборувам блокада, финансиски проблеми. Колку е тешко да се испрати една селекција или двете селекции се едно на една шаховска олимпијада? Така, проблемите што ги има во федерација се од финансиска природа, нели, како и верувам во повеќето помали спортови како што е во Македонија, нели, впрочем и не е воопшто едноставно
да се испрати една репрезентација или две во случај кој што испративме ние и машка и женска на една олимпијада. Потребни се средства. Во овој период навистина е тешко да се пронедат. Нели кај нас уште потешко во Македонија секако. Поготово кога се работи за шах или некој друг помал спорт што би го рекле, значи ова не е фудбал, не е кошарка, не е одбојка или нешто слично каде што сепак може да се изгледат некакви средства. Во ваква прилика можам да се заблагодараме во овој момент на оние компании приватни што го помогна ова од наше одење на олимпијадата. Се надевам дека и видина ќе помагаат. Инаку главниот проблем што ги имаме во федерацијата е одблокирање на сметката за која што малце подолга приказка. Така. Тука за жал не можеме самите да си помогнеме себе си, тука ни треба малце од повисока инстанца помош. Се надевам дека видина и тој проблем ќе се реши. Да се подготви тимот за една олимпијада, веројатно не е лесна задача, потребно е многу време, труд, работа. Па, индивидуалните подготовки што ги имаат шахистите, на крајот треба да дадат како еден заеднички резултат, сите да одиграат добро на таа олимпијада. Поголем дел од репрезентациите имаат и заеднички припреми. Се прават кампови еднаш или два пати во годината, заеднички настапуваат на некои турнири. За жал, ние такви припреми немавме овој период. Во претходните години, кога се постигнуваат тие резултати, успевавме да правиме припреми, успевавме да наоѓаме секунданти, односно тренери од странство, кои што работеа со нашите играчи. Играчите се оставени сами едноставно да се подготвуваат. Со дел од нив можеби ќе се видиме во текот на годината, можеби на некои од турнирите, на екипните првенства ќе поразговараме малку, меѓутоа такви заеднички припреми што мислам дека треба да бидат задолжителни, ги немавме. И се надам дека во следните поголеми надпревари ќе успееме да изнајдеме и снага и финансиски можности, барем неколку дена пред надпреварувањето да се собереме и да се направат такви припреми. Олимпијадите се одржуваат на секои 2 години и имате доволно време. Колку е тешко еве и да се има средства да се создадат едни такви услови да се подготват добро шахистите? Тој тренажен процес трае повеќе години. Значи не можеме ние да создадеме врвен играч за неколку месеци или па за година или две. Двајцата млади играчи не стана мајстори за една година, значи играат веќе 6 или 7 години активно. Скоро секоја година настапуваат на тие меѓународни, европски или светски првенства во нивните категории. Работиме со дел од нив и ние како шаховски клуб Гамбит и шаховскиот клуб Алкалуид со во школите. И да стигнаа до некој ниво на шаховски мајстори, меѓутоа за постигнување на врвни резултати. Значи, прво треба да станат интернационални мајстори, па и велемајстори, да стигнат некоја јачина од прилика околу 2600 поени, па за да можеме ние да кажеме одиме на Олимпијада или на Европско првенство и да очекуваме некаков резултат меѓу првите 10-15 екипи. Значи, најмалку 2 до 3 години ми се чини тој процес од станување на мајстор до велемајстор, во кој што годишно треба да има 5 до 6 меѓународни јаки турнири и постојанен тренажен процес. Некаде во разговорите што ги правевме со тренери кои што работат во другите земји, 4 до 6 сати е дневниот ангажман стриктно на шахот и 2 часа имаат физички припреми, значи кои што се стварно дел од тој тренажен процес. Значи кај нас ми се чини на физичките припреми скоро и воопшто да не се обрнува внимание. Јас колку што поразговарав со дел од играчите и посебно со младите, таква бројка од турнири меѓународни на такво ниво и таков тренажен процес сепак не е завршен и едноставно не може да очекуваме такви врвни резултати. Моника, колку ти недостасуваат тие подготовки да одиш чекор по чекор понапред?
Јас морам прво да напоменам дека ние како женска репрезентација на Република Македонија на инсистирање на нашиот селектор велемајсторот Владко Богдановски имавме организирани припреми, значи повеќе пати се собиравме и работевме по повеќе сати. Не дека е тоа доволно, меѓутоа во однос на можностите мислам дека одлично постигнавме и доста слабости решивме и доста проблеми решивме. Инаку потребно многу повеќе работа, значи не само пред почетокот на самата Олимпијада, него и во текот на целата година. Јас на пример конкретно покрај тоа што работам индивидуално, работам и со тренерот велемајсторот Драголюб Јакимовиќ. И плюс имам подршки од шаховскиот клуб Алкалоид, за да можам да учествувам на турнири, затоа што и не е само работа, многу битно е и да се играат турнири, она што го учиш на некој начин да можеш да го примениш, да видиш каде грешиш, што треба да се поправи и така натаму. Така што целото тоа е работа од тренинзи дома индивидуално, плюс со тренерот, плюс со селекторот, плюс играње турнири и така натаму. Целото тоа е еден макотрпен процес на работа. Благое, што го кочи македонскиот шах во моментов да биде подобар? Вака, повеќе нешта го кочат, за жал. Меѓутоа, еве да почнеме, пак да не зборуваме за финансиите, нели тоа секако прво под број 1. Меѓутоа, Без нив не се може. Не се може, секако. Не се ни потребни кој знае какви финансии за развој на шахот кај нас, меѓутоа, она што е основно што го немаме во моментов е простор, шаховски простор. Ако се сеќавате, во минатото постоеше еден убав простор во градски трговски центар каде што навистина беше собиралиште за сите шахисти и не само шахисти, за сите љубителници во шахот, може да доаѓаат, да гледаат, да играат шах и така натака. Нешто слично би било неопходно сега, бар во главниот град, ако ништо повеќе. Значи, јас во овој момент би апелирал до Агенцијата за млади спорт, па и државата, ако сакате пошироко, бар во оние спортски сали силни што ги спотворивме во последен период, да се издвои некој просторче кој што не мора да биде собственост на Шаховската федерација, но ќе можеме да користиме бесплатно, пошто го треба плаќаме кирија, за тоа пари немаме за плаќање кирија, меѓутоа во многу нешто ќе се помогне на сите шахисти и мислам дека тоа е основна работа што ќе допринесе за развој на шахот. Ако ние имаме место кај што ќе може да се среќаваме и играме шах, тоа ќе биде првиот чекор кон се понатаму. Рековте ви треба простор. Потребни се и надпревари, спомна Маријан. Што е со државното првенство? Што се случува на домашен терен? Кај нас веќе сите години поред се одигруваат и поединечни шампионат на Македонија, и јуниорските надпревари и екипното првенство. Благодарејќи на неколку љубеници во шахот кои што се вложуваат себе си, дури даваат и своји средства само да се одржи тоа првенство. Никој не прашал како го одржуваме. Заради блокираната сметка не можеме да имаме помош од Агенцијата за млади спорт со години, а сепак сите надпревари се одржуваат. На сите олимпијади сме отишле, како ние сами да си знаеме, нели? Колку се важни тие надпревари во државното првенство и турнирите кои се организираат? Општината Карпош организира силен турнир. Маријан? Да, значи ние за последните 6 години во соработка на шаховскиот клуб Гамбита Секо и општина Карпош успеа да најдат заеднички интереси. Организиравме 5 меѓународни стварно големи турнири и едно европско клубско првенство минатата година. На тие меѓународни турнири кои што беа рангирани дури во некои моменти како меѓу 5 најдобри отворени турнири во Европа, нашиве шахисти имаат шанса да играат со врвни велемајстори. Организираме и брзо потезни, односно викенд турнири, кај што исто така се проверува формата, успеваат играчите одреден дел од варијантите да си ги проверат. Меѓутоа, играњето на јаки опен турнири или пак на затворени турнири кај што можат и полесно да освојуваат норма е основа за напредување на играчите. Значи, индивидуалната работата со тренерите и играњето на вакви турнири е основа за да можеме да постигнуваме резултати. Порано имавме и повеќе центри, сега речи си да немаме центри шаховски, како некако да стагнира се. За жал, само објективно 2 клуба се кои што функционираат и го држат шахот во Македонија. Тоа е шаховскиот клуб Алкалоид и шаховскиот клуб Гамбита Секо. Имаме уште 5-6 клуба кои што
некако успеваат да се снајдат и да го одиграат екипниот шампионат. Меѓутоа, ако погледнеме во моментов, во целата држава ние немаме ни една шаховска просторија. Значи, ни еден клуб нема шаховска просторија кај што ќе може да се собираат играчите. Во општина Карпош, пак благодарение на градоначалникот и на тој спортски сектор таму, успеавме да добиеме една просторија кај што 3 пати неделно во основно училиште се собираме и со дел од младите играчи работиме како шаховска школа. Меѓутоа, ми се чини дека тоа е единственото катче кај што се можат така дел од играчите или младите шахисти да дојдат. Алкалуид ми се чини имаат повторно во општината Карпош, во просториите на не знам точно на дел од општината, пак да ги соберат исклучиво само младите играчи, тоа 2 до 3 пати неделно по некој час, и тоа е тоа. Значи, зборам за целата држава. Во источниот дел од Македонија нема просторија, во западниот дел пробуваат нешто во Гостивар некако да се снаоѓаат, меѓутоа многу тешко да очекуваме ние со толку прво мал број на млади играчи. Ако ги погледнеме младинските првенства, мада е добро да во последните неколку години тој број се зголемува, меѓутоа премалку е. Премалку, ние немаме едно пионерско првенство на Скопје. На младинските првенства што го имаше порано, веќе го нема. Па го нема, тој целиот систем на надпревари буквално е изумрен. Не, имаме првенства на Македонија, во категориите учествуваат од 6 или 8 играчи во една категорија, кај што би требало да има најмалку 30 до 40. Значи, во категорија до 10 или до 12 години имаме 8 до 10 деца што играат шах. И сега многу е тешко вие да одберете од тие, стварно треба исклучителен талент да има за да може да се работи со него, да или се форсира и за да се направи врвен играч. Има ли резултат ова што го правите и вие како федерација, и играчите, и вие селекторите, што се однесува на подмладувањето? Колку е тешко да се изградат едни големи шахисти? Рековме, Моника е на чекор до женски интернационален мајстор. Претпоставувам дека и тоа е тешко. Секој чекор е веројатно тежок да се стигне едно скалило погоре. Да, па јас титулата женски фида мајстор ја освоив на Олимпијадата во Истанбул 2012 година. Значи, ми требаше 4 години за да успеам да земам норма за повисоко скалило за женски интернационален мајстор. Добро е што на оваа Олимпијада успеав да земам 2 норми одеднаш, така што сега ми преостанува само уште една норма за да се искачам на повисоко скалило, тоа е новата титула женски интернационален мајстор. Значи, доста време е потребно, доста работа во тој период, само од едно ниво да се помене на друго ниво. Благо, ја рековме, проблемите се евидентни, се јасни. Како понатаму, како Шаховската федерација размислува внатре да се подобрат условите, младите што доаѓаат, целта е одлична, идејата е прекрасна, се подмладуваат двете репрезентации. Како мислите да стигнеме чекор погоре? Па, сигурно тоа ќе биде пред се работа со младите во иднина. Еве и овие двама клуба што ги спомнавме, Алкалуид и Гамбит, акцентот свој го дираат токму на младите, се организираат што повеќе надпревари за нив, се организираат и поинтересни, поатрактивни такмичења, оние популарни рапид турнири, брзи турнири, каде што можат за пократко време да соберат повеќе луѓе. И тука навистина имаме успех во последно време. Че имавме многу масовни надпревари во рапид и во близ турнири, така да мислам дека на овој начин со работа со младите и по школите, што се спроведува до некаде, Маријан е малце поискусен во таа работа, мислам дека би можеле да привлечеме интерес кон младите што повеќе, за да може да зголемиме масовноста. Преку школскиот систем. Тука би спомнал дека уште 2012 година Македонија го воведе шахот како дел од образованието во склоп на предметот физичко воспитување, односно спорт. Тоа е од 6 одделение па натака. Тоа е со декларација од Европската унија, значи всушност по препорака на Европската унија се воведе во склоп на нашето редовно образование. Дури Шаховската федерација учествуваше со обука на професорите по физичко воспитување, одржа пар семинари каде што се обучија
се даде одредена скрипта за оно елементарно движење на фигурите, нели. Никој не очекува тие да бидат професионалци утре, меѓутоа во склоп на самиот предмет да можат 10 до 12 часа годишно да посветат на шахмат. Дури имаше донација од 10.000 шаха во основното образование, се поделија во сите паралелки во 6-то оделение во основните училишта за да можат професорите да работат со нив. Сега секако би апелирал тоа да се почитува и навистина се работи со децата во зимскиот период, да се учат основите на шахот, ништо повеќе, а понатаму доколку Со тоа се развиваат и други перцепции. Тачно. Се развиваат многу склоности, перцепции, нели многу работи би се развиле кај самите ученици. Значи тоа би значило дека шахот не влие само како наставна програма, но го влие врз моќта на расудување, врз развој на интелигенцијата кај луѓето, значи стрплението, одговорноста и така натака. Впрочем, не случајно во сите земји во светот е воведен во системот на образование на некој начин. Маријан, колку е тешко да се открие талент во шахот, ако така може да се каже? Талентирани деца имаме. Значи, тоа е факт. Ние годишно во нашата школа меѓу 30 и 40 дечиња постојано доаѓаат. Меѓутоа, генерално проблемот е во финансирањето на тие дечиња за евентуално постигнување на успеси. Значи, доколку во оној момент кога ние ќе откриеме дека детето стварно има талент за играта, нели се гледа буквално како ги влече потезите, на кој начин расудува, логиката при расудувањето и така натака. Значи, веднаш ќе се препознаваат тие дечиња што имаат талент. Меѓутоа, во оној момент кога ќе им се каже на родителите дека за да ова дете успее, дека стварно треба многу средства да се вложат, тука настанува еден проблем. Некои од нив успеваат да наоѓаат спонзори. Понекогаш и Шаховската федерација во некои моменти помага, меѓутоа едноставно премалку се тие средства за да се постигне добар резултат. Тренерите и турнирите буквално треба да се платат. Тоа се останува на родителите. Тие суми не се малку. Јас само ќе напоменам дека Карлсен, кога беше откриен, моменталниот светски првак, на 10 годишна возраст, норвешката држава, односно нивната агенција за спорт, одвои 250.000 евра за напредок и усовршување на тоа дете. За период од 4 години. Значи, кај што беше точно направена програма со кои тренери ќе работи, на кои турнири ќе игра. Нормално во тој период може да има некои измени, меѓутоа генерално се направи некаква програма, значи кога веќе стана јасно дека детето е голем талент и дека има можности да напредува, тука државата финансираше и вложи многу. Можеби кај дел од децата ќе се случи да родителите имаат можности или да помогне некој спонзор, ама без помош од државата ми се чини многу тешко дека ќе успееме да направиме врвен играч. Вика, Баку е зад нас, што е она следно што е предизвик за вас како шахисти? Па сега планирам да го играм интернационалниот турнир Трофеј Белград, кој ќе се одржи во Србија, во Белград во периодот ноември-декември. Така што до тогаш би работела и би се спремала токму за тој турнир, каде се надевам дека ќе успеам да освојам и третата норма за женски интернационален мајстор, а со тоа и самата титула. А за понатаму за следната година здравје со почетокот на годината и нови планови. Има ли шанси Благоја Македонија во блиска иднина да добие организација на една шаховска олимпијада? Тоа е приказна што секогаш ја посакувавме, меѓутоа објективно тешки се условите се исполнат за организација на олимпијада. Зборам пред се од финансиски план. Тука треба сериозно застане државата за таква организација, значи да имаме прво интерес. Нели пред известно време зборувавме за евентуално барање на олимпијада 2022 година, што би било 50 годишнина од олимпијадата во Скопје. Така, веќе бевме домакини еднаш. Така, дури имаше и некои позитивни реакции од страната на ФИДЕ, од челниците на ФИДЕ, доколку би биле заинтересирани, меѓутоа навистина е тешко да се застане финансиски за така голем проект. Далеко од тоа да Шаховската федерација може сама да го направи тоа. Доколку има интерес кај челниците во државата,
можеби тоа би го решиле во скоро Се време. надевам дека ќе дојде апелот. Па сега, и јас се надевам, меѓутоа тоа е многу сериозна организација, тука треба да се застане здраво за такво нешто и доколку имаме идеја да го направиме тоа што поскоро да се започне со апликација кон такво. Марија, неве пред самиот крај на овој разговор, што е она што може да очекуваме од двете селекции во иднина? Рековме следната Олимпијада е за 2 години. Што во тој меѓупериод и што на таа следна Олимпијада, бидејќи од 94-та до оваа 2016 година имаме успони и падови. Може ли од овие млади шахисти да се очекува многу повеќе во однос на резултатите еве од Баку? Па се надевам дека ќе одиме нагоре. Многу треба да работат играчите, посебно младите играчи. Значи, видоа дека е на тоа меѓународно, на светско ниво, конкуренцијата е стварно голема и дека со припреми какви што они ги има во моментов, дека не може да постигнат врвен резултат. И јас тука апелирам и до другите млади шахисти кои што во моментот се горе-доле на иста јачина со двајцава млади фиден мајстори кои што сега беа земени во репрезентацијата, нели, да продолжат понатака да работат, да играат. Сите ќе бидат земени, ќе се гледа нивниот напредок, нивната игра во следниот период. Следната година имаме Европско првенство во Грција, се надевам дека ќе учествуваме, веќе тоа ќе ни биде некаков тест да видиме дали сме постигнале нешто, дали овие млади играчи успеале да одат. Самиот рейтинг покажува. Значи, веќе рейтингот е такво едно мерило да вие не можете да избегате од реалноста и да, нели, кажете, ама ја играм, нели, за многу повисок рейтинг него што имам, тоа треба да го докажете за време на партиите. Овдека колку што ни беше рейтингот на првенството, на крајот и таму го потврдивме само. Се надевам дека ќе одиме напред, ама ставам само со многу работа. Само со многу работа. Ви благодарам за учеството во емисијата, ви посакувам на сите успех и се надевам дека ќе се надминат брзо овие проблеми со кои Шаховската федерација се соочува од една страна, од друга страна дека шахистите и ова подмладување ќе донесе многу подобри резултати, зошто да не е на повторувањето на успехот од пред 16 години. Јас би сакал да ви се заблагодарам во име на Шаховската федерација за емисијава што реализиравте, бидејќи еден од начините на помош, секако многу сериозен, и нашето медиумско представување. Че вие бевте цело време со нас за време на Олимпијадата, што не можам да кажам за сите телевизии. За жал, медиумските простори, нели, треба да бидат застапени со шахот. Се надевам видиме се повеќе и повеќе. Секако тоа е голема помош за нас. Благодарам, ќе се потрудиме уште подобри да видиме. Почитувани, тука правиме кратка пауза и продолжуваме со отвореното спортско студио на телевизија Нова. Што е различно за уметност и професијата? Квалитетот. Направи нешто уметничко, значи направи нешто најдобро. Моторот е срцето на автомобилот, а голема гордост е да си има поддршка од квалитетно италијанско моторно масло. Пакело е 100% изработено без рециклирање, масло за кое стојат брендови како Ферари и Ламбурџини. Пакело е мојата добро чувана тајна, со која јас, Игор Стефановски Иџе, освоив 2 европски шампионски титули. Пакело, бренд различен од останатите. Манго. Ова е вториот дел од отвореното спортско студио на телевизија Нова на тема пливање. Томи Стефановски, нашиот маратонец кој победи на Охридскиот маратон и во генералниот пласман на Гран При серијата годинава е наш гостин. Томи, добро вечер и добре дојде. Добро вечер, добре не. И Јане Карајованов, поранешен пливач и маратонец. Добро вечер. Темата ни е пливање, како што реков, предност ќе му дадам на Томи затоа што е победник еве на последниот Охридски маратон, се извинувам. Томи, 45 години, ветеран, меѓутоа тоа не е причина да бидеш неуспешен. Па, дидја не е причина, меѓутоа
доста е потешко во однос на помладите, меѓутоа кога се сака и се вложува, ова е деценијски труд вложен и во спортовите што се на издржливост, помал се доаѓа до израз годините. Јане, колку за тебе беше очекувана победата на Томи во Охрид? Па, Ти беше дел од Охридскиот маратон Да. во една поинаква улога. па многу полесна улога, за разлика Така е. од таа на Томи. Ние секогаш како Плиачка федерација ги имаме нашите маратонци без разлика кои се во улога на фаворити. И секоја година навиваме за нив. Оваа година Томи што победи беше врв, едноставно холивудски крај, како што кажа, на неговата кариера. Ја лично не верувам дека он е готов со кариерата и секогаш му кажам дека има уште неколку години, меѓутоа за крај како што он тврди, ова беше стварно фантастично. Верувавме дека може да победи, гледајќи ја трката од почеток до крај, темпото кое што го плива, верував дека Томи во финишот, доколку се најде со било кој маратонец, може да го победи. Тоа се случи и Томи заврши прв и едноставно тоа е тоа. Го заслужи. Томи ја заврши кариерата, објави дека завршуваш со активната кариера. Врв беше шлаг, беше победата во Гран При серијата. Па крај, сигурно е крај. Секако дека беше оваа година беше врв. Последна кога е, не знам, пливаш и викаш ова е и Охридски маратон кога пливав последниот километар, ти доаѓа ова ми е последен километар во Охрид и тоа е тоа. Така да може доаѓа овие се спортови кои што и психата е доста важна. Може доаѓа некоја плюс сила. И оваа година беше најтешка за тренирање, дека знаеш дека е крајна и како на времето у војска ги броиш деновите на тренинзи. Овој ми е последен тренинг од 9 км, последен од 8. За среќа одбројување до успехот беше. Да, тоа беше стварно фантастично. Завршетокот беше како што може само да се посака. И сме избрале спорт и ја и Јанче, Јане, мој соборец од пред 15 години, знае ни што се треба да се помине за да се дојде не само да исплеш, него да се надпреваруваш на 30-35 километри е многу тешко. Јас секогаш сум викал дека сите што ќе завршат се победници, ја бев во Охрид прв од победниците, може да се каже. Има ли нешто што во кариерата ти недостасува, што си сакал да го освоиш? Да го освојам. Секако е недостасува Олимпијадата. 2008 мислам дека бев доста близко, тогаш брзината ми беше малку поголема. Меѓутоа во последниот месец излезе да не одам на квалификации, тоа е тоа. Неќем да се навраќам на работи што не се убав спомен, треба да ги памтиме убавите работи, да ги земеме со себе и да идеме напред. А што е она што ти остави најголем впечаток во твојата исклучително богата кариера? Па не можеш да кажеш во моментов што ми оставил впечаток, секоја година може да си носи свој. Има во секоја година имаш успеси. На почетокот може повеќе си се радувал само да го исплееш. На првиот маратон било да се исплеа да се дојде до крај. Сега не ми текна, меѓутоа во моментот може да си бил порадосен и од победа. Затоа Ла-Манш е посебна приказка. 2009 година. 2009, тоа е стварно посебна приказка, различна трка, соло трка на која сам си даваш темпо. Треба и таму психички треба да си доста појак, затоа што се сретнуваш со ладна вода, со струјања. Меѓутоа, маратоните во Канада кај што идеме се горе-долу слични услови, така да психички бев 100% спремен и во ниеден момент кога не помислуваш дека дали ќе исплеам, тогаш е доста полесно. Доколку имаш и мали кочници во главата, доколку почнеш да размислуваш дали, што, како, тогаш во овој спорт се јавуваат и кризи и проблеми. И така си фокусиран само на целта и знаеш во себе си сигурен дека нема да имаш никакви проблеми, тогаш и поминува побрзо
и креате по ефект. Јане, ти си сега и тренер и во тие води си, ако може така да се каже. Каква е состојбата во македонското пливање? Видовме на Олимписките игри се соборуваат рекорди, речи си од минута во минута, дури и во квалификациите, дури нашите двајца представници има за македонски услови добри резултати, меѓутоа тоа се резултати кои се далеку зад светските. Па, вака, во однос на светските резултати, уште доста долго ние ќе каскаме. Но светски резултат веќе глобално се подразбира меѓу први 16. Американскиот олимписки комитет излезе со анализа на Олимписките игри во Рио во однос на тоа колкава е возраста, висината на сите пливачи и они точно се ги таргетирале првите 16 пливачи. Значи просечната возраст на мажите во финалните трки, рачунајќи ги полуфиналите и финалињата, е 24 години. А кај жените е помала возраста на надпреварувачките, 23,3 години. Висината, каде што представува многу голем проблем за македонски услови, просечната висина на машките пливачи е 188 см. Кај женските пливачи е нешто помала, значи 182 см. Одејќи по дисциплини, највисоки пливачи кај машките и кај женските има во краул дисциплините, значи во покусите. Во 50 метри слободно пливачите имаат висина скоро кошаркарска од 193 см. Ова се просечни висини. Најниски пливачи кај мажите се на 400 метри мешано, 182 см. Кај жените е сосема друго, например, највисоки се на 100 метри слободно, каде што имаме високи женски во просек од 183, а најниски се исто на 400 метри мешано, каде што имаме од 170 метри, од 170 сантиметри. Така што овакви висини за пливачи во македонски услови се несфатливи. Сите тие спортисти, атлети кои што се на толкава висина се или во кошарка, или во ракомет, или во одбојка. Фудбал не можеме да кажеме, затоа што фудбал горе-доле се исти како пливачите. Така што еден пливач од 24 години кој што се надпреварува на Олимписки игри, значи тој верувам дека во тој 4 годишен олимписки циклус почнал со 20-21 година да влегува. Тој е веќе изграден пливач. Кога ние би имале пливач од 190 см на 20 и нешто години, не викаме дека ќе имаме успех за полуфинале, рачунајќи ги сите тие проблеми што ги имаме тука со базените, меѓутоа ќе имаме добра подлога на која што можеме да се надеваме дека ќе имаме врвен резултат. Додека немаме таква, да кажам, група на пливачи, која што ќе биде критична маса, која што можеме да ги избереме најдобрите, ние не можеме да се надеваме на голем резултат, да кажам, на еден глобален настан како Олимписки игри. Втор проблем кој што ние тука во Македонија го имаме, што не ги работиме нашите традиционални дисциплини. Тоа се секогаш 200 мешано, 200 делфин, 200 мешано и 400 мешано. Во тие дисциплини секогаш на големи надпревари сме имале добри резултати. Почнувајќи од Кире Филиповски, па Наташа Мешковска, па после продолжувајќи со помладите пливачи. Тие дисциплини многу мал се работат тука во Македонија. Значи ова е статистика која што гледајќи ги една велесила, споредувајќи ја со нашите моментални состојби, се доста разочарувачки. Меѓутоа, сепак, доколку ги споредиме и ги употребиме тие анализи и статистики, можеме да дојдеме до еден заклучок дека ние не можеме да бараме резултати на 50 метри слободно или на 100 метри слободно, каде што имаме кошаркари на стартни блокови, туку можеме да бараме резултати на дисциплини во кои што не може да бидеме занемарливи во висина, меѓутоа со работа, а знаеме дека и тука ние во Македонија имавме готови олимписки пливачи со Б исполнети олимписки норми кои што биле на средината на пливачите кои што се надпреварува во дадената дисциплина. Од Атина 2004 до Пекинг 2008, еве да не го земеме и Лондон да го земеме, ние немаме ние пливачи кои што може да исполнат Б олимписка норма. Марко и Анастасија се пливачи кои што се направени и создадени во амерички услови. Значи, ја имав среќа да бидам, благодарение на Македонскиот олимписки комитет, имав среќа да бидам лани присутен во Америка на
едномесечен, 50 дена да присуствам во Америка. Од тие 50 дена, 10 дена помина во North Baltimore Aquatic Club, тој е матичниот клуб на Майкл Фелпс. И условите со кои што работат пливачите таму, Анастасија е еден од нив, им дава за право да се надева дека они се стварно веле сила во пливањето. Значи, заедно North Baltimore Aquatic Club и Swim Mac клубот од Северна Каролина, каде што е Марко, тие се два најдобри клуба во Америка, а воено во светот се најдобри клубови. Така што ние тука уште долго време ќе ги немаме тие услови што ги имаат они таму. Ако ги земеме условите, веројатно е многу битна исхраната, витамините и останатиот дел кој е составен дел од секој спорт на крајот од криштата и од пливањето. Секаде има све се надоврзува, како да ви кажам, тоа е цела наука. Да не ги земеме условите, ајде да кажем, знаеме дека ни се тие услови, имаме 2 базена. Меѓутоа еве ги, да ги имаме тие атлети со толкави висини, што ќе правиме ние со тие атлети? Каде можеме да ги развиваме нивните способности или да ги носиме со тренажен процес до некои светски резултати? На кои базени? Ние имаме 2 базени само во Скопје, кои што последните 4-5 години работат стварно во текот на целата година, помалци или повеќе задоволуваат услови, стандарди за тренажен процес. Меѓутоа, тој проблем кој што го имавме претходно од едно 10 години, може и повеќе, Томи, ако ме исправи, може и повеќе, тоа си остави белег на сето тоа што денес ни се случува во пливањето. Значи, ние сега на летно првенство имавме соборување на рекорд 200 метри грмно од Мија Крстевска, 25 години стар рекорд на Наташа Мешковска. Значи, 91-а Наташа Мешковска го постави тој рекорд, сега 25 години после тоа се собори рекордот. Што, ако сме имале ние тренажен процес нормално, тој рекорд од година во година, може не година, меѓутоа 2-3 години, ќе имаше менување, секоја година ќе се зголемуваше и ќе се подобруваше времето. Така што и самото ниво на пливањето ќе беше на многу повисоко ниво од што е сега. Меѓутоа, можам да кажам дека во последните 2 години се соборија доста голем број на рекорди. Да, меѓутоа не сме блиски со... Не, значи ви кажав, со светските стандарди. Не сме блиски со светските стандарди, ви кажав една од причините зашто. Ние немаме толкави пливачи, мислам физички предиспозиции, немаме толкави. Реално и знаеме зашто. Знаеме зашто пливањето не е атрактивен спорт. Еве Томи стана светски првак, победник во Гран При серијата на ФИНА. Многу малце новини, многу малце телевизии или спортски портали дадоа изјава или зема изјава од Томи или дадоа нешто дека, мислам, информација дека Томи станал тоа. Значи, ние не сме држава со многу големи спортски резултати да занемаруваме еден резултат како што го има Томи. Да не забораваме, лани Евгени Попаце стана тоа. Значи, пливањето дава спортисти кои што се на врвот на да кажеме во одредена дисциплина, во маратонското пливање. Тоа мора да биде промовирано медиумски, за да може другиот дел од пливањето, да кажеме базенското пливање, затоа што Томи претходно бил и базенски пливач. И базенското пливање да се омасови, да можеме ние да искористиме тој импулс од еден светски првак, да го искористиме и да го омасовиме спортот. Меѓутоа, за жал, поинтересни се екипните спортови, без разлика на нивните резултати, отколку поединечните спортови кои што имаат стварно врни резултати. Томи, влегуваш во куќата на славните во ноември, едно исклучително признание и веројатно уште една круна на оваа твоја успешна кариера. Па тоа секако е посебна чест. Влегов на 4 март, сега ќе одам, би требало на 4 ноември во Лос Анџелес да биде свеченото делување. Секако е голема чест да се биде во куќата славните со имења кои што и од мал ти биле некои идоли, со доста од нив сум се надпреварувал. Нормално, толку години надпреварување, имал доста луѓе со кои што сум поминал во маратонското пливање. И мислам дека стварно оваа година беше многу успешно и тоа ќе биде една, мислам, ја готката на шлагот.
Што понатаму во твојата кариера, може би сега веќе некако пливач, меѓутоа еве едно твое видување за македонското пливање, нека биде и само маратонското. Има ли наследници на Томи Стефановски? Па додека тренираш, се надзираат ли? Додека тренираш ќе се исклучиш од проблемите и идеш, ставаш глава во вода, пливаш по 8, 9, 10 километри, сега излезат заедно со Јане, ќе се бориме со ветрови. Што се однесува до пливањето од тие години, јас сум од 80-тите до ден денес, од тие години 90-тите па навака пливањето нон-стоп иде напред и напред. Ние тој воз го пропуштивме и денес мислам дека пливањето е спорт број 1 во светот. Значи, на Олимпијадата во Рио мислам дека една Германија, порано беа две, сега се заедно едно, дека не освоја ни еден медал. Тоа може, спрема тоа може да се види дека пливањето денешно време е спорт број 1 сигурно. Затоа што во Америка веќе идат на студии од сите држави, еве го Осама Мелули од Тунис, меѓутоа влага во тој систем и сите држави имаат своји представници кои што идат и го работат во америчкиот систем. И тоа дава резултати. Сега ние, доколку сакаме, најпрво треба да веќе, затоа што во пливањето, за разлика, мислам, од сите други спортови, континуирано се работи 30 години. Секојаш кога ќе одиш на базен, во 7, во 6 часот порано, има деца што тренираат. И проблемот е што тоа не се почитува. Значи, деца што тренираат веќе кај нас почнува тоа од 13-14 годишна возраст. Значи, тоа е работа. 4 часа кога ќе почнеш да тренираш дневно, тоа веќе е сериозна работа. И мора да застанеме зад работниците. Кога ќе застанеме зад работниците, од работниците ќе излезе и квалитет. Меѓутоа, мора да се знае дека тоа не е така во екипните спортови, доколку те бива на 15 години, ќе отидеш негде во некој клуб и ти играш фудбал, ти играш кошарка. Меѓутоа, во нашиот спорт сегде застанува државата, општината, градот, застанува позади една програма. И ние доколку не ги канализираме децата на 15-16 години возраст, да има некоја програма, 4 годишна, 8 годишна програма, која што се знае дека ќе се исполни, тогаш можеме да се надеваме дека од 50 на деца ќе излезат 5 добри. Меѓутоа, доколку ги оставаме сами на себе, затоа што вложувањата и од децата и од родителите се доста големи веќе до тие 12-14 години. Значи, мора да има претходно, ако сакаме врвен резултат на сениорско ниво, претходно се поминат пионерските категории, па да се дојде на младинско европско првенство, па потоа иде сениорско и скала по скала, меѓутоа мора да има еден канал низ кој што ќе излезат најдобрите. И тоа треба да биде пропратено и со најпрво базата е пливачот, па пливач тренер, па нутриционист доктор, па психолози, меѓутоа тоа е комплетен круг кој мора да биде затворен. Да, затоа што сепак пливањето е спорт кај што нема лажење, се има време. Мерливо е. Мерливо е и тука нема ја бев подобар, ама изгубив за 5 секунди. Така е. Јане, има ли надеж за македонското пливање дека во иднина, можеби не на овие следни олимписки игри, меѓутоа на тие потоа да дојдеме и до А олимписка норма, одиме со Б едва и некако тешко стигнуваме до резултати кои ќе не стават барем приближно некаде до европскиот и светскиот крем? Па, прво... Вие сте во тој тренажен процес и сигурно знаете многу подобро. Во односно на што ни доаѓа и какви таленти имаме во моментов. Па, Македонија од секогаш било плодно тло за таленти. Ние и на времето, додека сме биле поранешна Југославија, сме имале доста репрезентативци, значи репрезентативци во поранешна Југославија кои што на големи надпревари освојуваа медаљи. Тоа ми убаво кажа, значи тие таленти не се канализирани понатаму за да може да се надпреваруваат. Сите, да кажам, поквалитетни пливачи тука од блиското обкружување, значи од Балканот, сите во одреден период од возраста
од таа кадетска возраст, значи пливачи со 13-14 години, 15 години и младинци од 16 до 18 години, веќе одат на тренинзи или убаво кажа Томи, на универзитети надвор од државите од кои што потекнуваат. Америка ги нуди најдобрите услови, баш за нивен понатамошен развиток и за достигнување на тие Но колку е високи... тешко сега да наш пливач да стигне до таму, до тој тренажен процес. Значи, тие универзитети пред се не го гледаат само резултатот на пливачот. Значи, они го гледаат целиот производ, каков е уствари пливачот. Они ги гледаат и оцените, ги гледаат оценките, добиваат информации од самиот тренер како пливачот се однесува за време на тренинзите. Значи, некогаш големи универзитети земаат понеквалитетен пливач, меѓутоа тој понеквалитетен пливач ќе биде тренинг партнер на некој добар пливач, кој што со времето кое што да кажеме времето на крал може да тренира заедно со делфинаш или може да тренира заедно со пливач кој што тренира грбно. Така што тој пливач ќе биде многу добар тренинг партнер. Сега од понеквалитетен пливач може да стане некој пливач за наши услови или за услови тука балкански, стварно голем добар пливач кој што ќе направи резултат светски. Ние мора да знаеме што значи тоа светски резултат. Самиот влез во 16 најдобри на една олимпијада повлекува многу пари. Значи тоа е 4 годишен олимписки циклус кој што бара големи финансиски средства за да се обезбеди тој пливач со надпревари, да се обезбеди тој пливач со припреми, да се обезбеди тој пливач со цел тој тим од доктори, масажери, нутрицисти. Затоа што случајност веќе нема во спортот. Значи, веќе ви кажав, американците веднаш после самата олимпијада, они вложува многу големи напори во одредени пливачи, значи во одредени пливачи да не ги кажеме сега Майкл Фелпс, Рајан Лофти, меѓутоа многу од пливачите кои што они веруваат дека ќе освојат лесно олимписко злато, не освоја. Најдобар пример беше на 100 метри делфин. Пливачот од Сингапур, кој што 2008 година се сликаше со Майкл Фелпс, оваа година, оваа олимпијада 2016 година го победи во финале. И он го победи стварно добро. Од почеток на трката ја водеше целата трка на 100 метри делфин. И они сега го купуваат цел тој проект. Тренерот на пливачот, програмата на пливачот го купуваат и го имплементираат во Олимписки комитет. Ја имав можност да бидам и во Американскиот олимписки комитет во Колорадо Спрингс. Значи сите поголемиот број од луѓето кои што работат таму се увезени од страна. Како може да каже сега еден Сингапур кој што вложува во пливањето занемарлива сума на пари, а ние вложуваме голема сума на пари, може да не победи во финали. Они го купуваат тоа. Значи, сепак, на крај, колку и да гледаме ние дали има таленти, се сведува на пари. Да не се лажем. Све се сведува на пари. Колку повеќе пари се вложуваат, толку подобри резултати се добиваат. Ние не можеме да кажеме дека нашите пливачи секојдневно доаѓаат на базен, саба или вечер, и они плаќаат влезница, и тоа е супер, и со такви услови ние сакаме да направиме некој светски резултат. Тоа истото му се има случајно и на Томи Стефановски. Томи доаѓаше на базен и плаќаше влезница да влезе внатре. Само абсурд. И со такви ние мали работи, кога ќе се поврзе, нема доктор, нема овакво тренер, посебен тренер за суви вежби, значи сето тоа си доведува на крај резултатот да биде на нивото на кое што е. Тоа е. Се надевам дека ќе поработиме во иднина и како држава, и како федерација, и како стручни лица вие во пливањето на подобри резултати, дека ќе има и нов Томи Стефановски, и нова Наташа Мешковска, и нови врвни наши пливачи. Јас само да ви заблагодарам што учествувавте во оваа емисија и ќе разговараме повторно во некој друг термин, друг пат, и се надевам на многу подобри резултати. Томи, ти посакувам успех во следниот дел од твојата кариера, во на тренерска, претпоставувам дека ќе запливаш и таму. Благодарам, се надевам ја дека ќе бидеме со нови успеси на следните генерации.
Јане, ти благодарам и на тебе за одвоеното време. Почитувани, тоа беше се во отвореното спортско студио на телевизија Нова. Благодарам за вниманието. Кочо Димитровски е икона на фудбалскиот клуб Вардар, рекордер по бројот на настапи во нашиот најтрофеен клуб во СФРЈ, а секако и еден од малкумината во Европа, кои својот играчки век го провеле во само една екипа. Неверојатен талент, дел од најголемите успеси на црвено-црните во минатиот век. За неговите почетоци во фудбалот, ќе рече дека е незаслужена татко му, кој бил прв што му го отворил патот во најпопуларниот спорт на планетата. Па моите први фудбалски чекори беа во далечната 1964 година, кога татко ми еден ден ми кажа: "Кочо, сакаш ли во фудбалски клуб Вардар да тренираш? Додиме да покушаме дали си талентиран или не си." Баш во тоа време се вршеше селекција на млади пионери, така да отидоме ја и татко ми и меѓу 200 пионерчиња бев избран меѓу 50 најдобри талентирани деца. И од тогаш почнав секој ден да бидам присутен на помошното игралиште на Вардар и ги поминав сите селекции од пионери, кадети и младинци. За тој период, значи 14 годишна возраст до 18-4 години, јас станав првотимец на фудбалски клуб Вардар. Моите одиграни 845 настапа, се гордеам со тој рекорд. Еве 30 години го држам тој рекорд. Дај Боже да некој ме достигне, дај Боже да тоа биде дете Вардарово, затоа што јас, мојот фудбалски живот е 50 години поминати во фудбалски клуб Вардар. Вардар имаше и своја така наречена златна генерација, предводена од Антон Дончевски, генерација која излезе на мегдани со тогаш идниот европски шампион Порто. Па таа златна генерација предводена од Антон Дончевски, кој беше шеф на стручниот штаб, Мето Спасовски прв асистент, ја втор асистент на Дончо му бевме. Таа година стварно се створи една добра атмосфера. Мотиватор беше Антон Дончевски, кој знаеше да мотивира екипата и со неговото знаење, со знаењето на фудбалерите, кој направива еден добар склоп. Тука ги предводеше Дарко Панчев, беше стварно прав играч и со тие Вардар беше шампион по тие одземени бодови на Партизан и на не знам, не се сеќам на која екипа, и казнеа по 5-6 бода, така да Вардар беше четврти и тогашниот претседател на фудбалската на Југославија го прогласи Вардар за шампион и до 1986 година. Одигравме, ни падна да играме со Порто. Порто баш таа година и стана европски првак. Одигравме во Скопје 3-0 изгубивме и таму во Порто изгубивме исто така 3-0. Чувството да се одигра со еден таков европски првак е стварно големо,
Нашите играчи го дадоа својот максимум, не може да ми се супростават на една јака екипа кој што беше Порто. Иако на 2 пати поразен, Вардар овозможи фудбалски празник во нашата земја. Па секако атмосферата беше одлична. Не само во Скопје, цела Македонија живееше за тој натпревар. И од цела Македонија дојдова, го наполнија стадионот, ги видоа најдобрите играчи на Европа. Значи, одигравме, стварно им се супроставивме, ама стварно беа многу као екипа. Беа синхронизирани стварно добро, така да немаше никакви шанси ние да им се супроставиме и да направиме некој изненадување. И стварно таа година, заслужено, Порто, мислам дека тренер им беше Мориньо. Мислам дека Мориньо со тој состав и беше првак на Европа. Македонија од секогаш била расадник за квалитетни фудбалери, таленти кои биле препознаени во регионот, но и во Европа. Така е сега, но така било и тогаш. Па видим, Македонија имала доста добри фудбалери, не играчи, играчи има се дека. Утанецу, Коста Брашевиќ, фудбалери. Ја ќе го издвам пред сите Методија Спасовски, кој е стварно класа од играч. Извареден фудбалер, играч кој нема мана. Тоа се ретки у свет играчи. Штета за Мето Спасовски што одигра на таа позиција лево крило, да беше на друга позиција, сигурно ќе имаше преку 50 надпревари за Југославија. Тука би го спомнал Дарко Панчев, тој е стварно вансеријски голгетер. Тоа се многу јак играч, заслужено доби таа златната копачка, заслужено беа европски прваци, светски прваци и не може никој да му одземе тоа што го он имал. Има безброј, тоа било Шулинчевски, Сократ Мојсов, Мирко Илиевски, од таа старата генерација, од младите исто така, Ѓоре Ивановски, Мицевски, Рингов. Има многу, сега изостанувам, имало доста добри голмани Вардар во името на Драган Мутибарич, на Благоа Ѓоргиев, Тоде Ѓоргиевски. Плејада на асови поминале кроз Вардар и пишале добра историја за тој клуб. Кочо Димитровски ја опише силината на првенството во кој настапувал Вардар, за квалитетот со кој располагале тогашните екипи, но и за репутацијата со која се стекнал нашиот најтрофеен клуб. Па стално Вардар бил подредена улога, сите го омаловажуваа, али Вардар со години постепено полека им се супроставуваше и на таа голема четврка. Имавме у почетокот стварно беше тешко, али после они стравува од Вардар. Се створи една атмосфера, добра екипа направи Вардар во период од 10 на 15 години. Иначе порано Вардар ќе испаднеше од прва лига, па ќе завратеше пак назад. И имаше од противничките екипи стварно имаше плејада на асови. И јас сум горд што игра во таа Југословенска лига. Нашата Југословенската лига таа беше меѓу 4 најаки лиги во Европа. Тука беа Италија, Англија и Германија, па Југославија. Порано не се знаеше ни за Данска, ни за Шведска, ни за Норвешка, али стварно беа тогаш во екипата може да мањкал 1 до 2 двајца биле многу, например, ако да биле послаби. Иначе стално имало играчи добри што можеле во моментот и во овие простори се во денешно време би играле во секој европски клуб. Добитник на многу награди, медали, признанија. Сепак, некои од нив му оставиле посебен впечаток, имаат специјално место во неговото срце. Па добро, имам доста, еве гледате по овие пекари, по овие медали. На сите сум горд што сум ги добил, али најгорд сум на наградата што сум добил од поранешниот председател на Југославија, Јосип Ростита. Ова е ретко доделување на некој што го имава признание. И јас се гордеам со ова и ќе се гордеам цел живот. Сум бил југословен. Јас сум живел во југословенско време.
Ја другачие не можам да се понашам. И пак ќе кажем, ова е најголемото богатство што сум го добил за мојот труд. Имам овдека исто така со генерации кои сум освојувал први места во тие кадетски и младински ова. Сум исто така прогласен за великан на фудбалски клуб Вардар. Меѓу тројцата Благоја Видинич, Дарко Панчев и јас. Така да имам пофалници, благодарници, од се помалство. На самиот крај, фудбалската легенда на Вардар даде своје мислење за денешниот фудбал во Македонија, клупски и репрезентативен. Добро, има секако споредба, инфраструктурата во Македонија е катастрофална. Од секојаш и у моето време била таква и денеска е така. Ретко клуби може да се пофалат дека имаат услови за работа, поготово за овие млади категории кои стварно мака мача со тие терени. Еве јас сум сега приклучен 9 месеца во школата во Ново Лисиче. Таму сум асистент на мојот колега млад Божинов Златко, кој му посакувам успешна тренерска кариера. Имаме дечиња околу 70 од возраст од 7 години до 10. Ги тренираме талентирани, има талентирани доста деца и можам да кажем дека у наредниот период ќе се трудиме да од тие деца постанат и проводници на некои врвни екипи во нашата држава. Мислам дека и они оскудева со тие услови. И они, а иначе терените им беа добри. На Максимир, кога сме биле на Јена, на Маракана, на Полјут, сме дали у Зеница, терените, тие градските терени што сме ги играле на преварите, стварно беа идеални. И они нема исто инфраструктура. А за денешниве деца, младиве сега, мислам дека доаѓаат, со сила ги носат родителите за да тренираат. А ја гледам, они се повеќе посветени на тие компјутери, на лаптопови, им го пренесуваш знаењето на децата, али некако некој брзо сваќа, некој споро сваќа. Тоа е нормално. Ова е осетлива категорија на деца, али треба они да бидат упорни, да работат, затоа што ова искуство јас сега што им го пренесувам и мојот асистент, ние сме го поминале тоа, и му пренесуваме за тие деца бидат, прво јас сакам од тие деца да направам добри граѓани на оваа држава, а од самите деца ако бидат редовни на тренинзи, ќе бидат добри фудбалери. Па еве неколку циклуси помина во реабилитација, стално тежиме да бидеме трети. Ние далеку не нас прво место и второ, него да бидеме трети. Неколку години сме стално пети или шести. Мислам дека квалитетот нашиот играчки не ги задоволува потребите за да имаме успех. Пред 2 години добро кажа Горан Пандев, нашиот најдобар играч, дека не е до селекторите, него е до нас самите играчи. И управо е Пандев, затоа што не може 15 селектори да смениме, еден да не чини. Значи, тие се играчите кои се на терен, тие го прават успехот и неуспехот. Проблемот е само кај играчите. Исто како сега во Вардар. Во Вардар имаме добар, јак спонзор, али немаме квалитет. Имаме квалитет за нашата лига. Ама секој ќе дојде Европа, мораме ние да земеме 6-7 добри играча, да можеме да поминеме 2-3 кола. Иначе ако останеме со овој играчки кадар, тешко да поминеме. Многубрани надпревари во своите нозе, голем дел од нив вредни за паметење до денешен ден. Сепак, за Кочо Димитровски постои еден посебен, уникатен меч, како по своето значење, така и според атмосферата. Многу надпревари има, али еден би го извел, тоа е надпревара со Трепча. Кога играме, Вардар беше во втора лига, играме одлучувачи надпревар со Трепча 79 година, тренер на Вардар Степан Бобек. Пред 25.000 народ, јули месец се сеќам беше, многу топол ден и
на Трепча и е потребно нерешено, а ние треба да победиме. Натпреварот почна, пенал за нас, Мицевски го постигна голот, 1-0 победовме, изедначија преку Савович, најопасниот играч на Трепча, и при крај на 30 на минути Васил Рингов со глава, прв гол на Васил со глава да го даде, 2-1 за Вардар и тогаш влезе Вардар во прва лига. Тој натпревар поеќе да не се понови.